Добро вечер. Наш вечерашен гостин е младиот српски, актуелен и веќе афирмиран писател Стефан Тичми, автор на романот Јас сум Акико, за кој надолго и нашироко се зборува не само во Србија, туку во целиот регион. Добре дојдовте во нашиот јазик, ова е прв превод на ваша книга на македонски. Добре дојдовте, Стефан, во нашиот книжевен контекст. Дали ви е удобно во македонскиот јазик? Дали ме разбирате непречено? Да, све е окей. Баш ми е драго, баш ми е драго. Македонското издание на вашиот роман Јас сум Акико, значи издание на нашата издавачка куќа, објавено е со поддршка на мрежата Традуки. Преводот на македонски јазик е на Елена Пренџова, а корицата, илустрацијата и дизајнот на насловната страница е специјално направен за македонското издание од нашиот Ване Костуранов. Пред да разговараме суштински за успехот, за феноменот на успехот на вашиот роман, јас би сакала накусо да ве представам и вас како автор, меѓутоа и романот да го представам, бидејќи и двајцата, и вие и романот, имате многу интересни приказни. Вие, Стефан, значи сте млад писател, ваш прв роман за деца и воопшто прв роман е Јас сум Акико, пред тоа имате една поетска збирка. Набрзо по излегувањето на романот ја добивате наградата за најдобра книга за деца на сајмот во Херцег Нови. Исто така набрзо ја добивате и престижната награда на Политикин забавник за најдобра книга за деца напишана на српски јазик за 2018 година. Од тогаш до сега има 6 изданија, 20.000 примероци без преводите. Во моментот пишувате сценарио за долгометражен филм, се најавува и театарска представа според романот. И јас навистина не знам, не може да ми текне што друго би посакал писател за своето дело после објавување. Ова е некаков реализиран американски книжевен сон. Прв роман и толков успех. Романот Јас сум Акико спаѓа во оној тип на романи за деца со психосоцијална тема, што е многу деликатна за работа, но лично сметам дека е една од најподатливите и најпотребните теми за работа во книжевноста за деца. Тоа е роман за осаменост на едно девојче, за неснајденост на девојчето кое што живее само со еден свој родител. Отсуството на мајката е мошне присутно во романот. Девојчето нема пријатели освен пешкирот и баобабот, меѓутоа и пешкирот и баобабот се еден вид скалила кон спријателување кон Марсело, незиниот вистински пријател кој што ќе се појави на крајот на романот. Вашиот роман е поетски, тоа е една роман песна, напишан е со многу поетски средства, со алитерации, со многу дух и затоа во критиката, која што е доста афирмативна, се разбира за вас, ова е голем успех на самиот роман и ваш без друго, нагласено е секаде дека вие сте некаков продолжеток на Игор Коларов и дека сте можеби српскиот Екзипери. Пред да ве прашам конкретно, што вие мислите за тоа, иако во основата тоа се комплименти за вас, да ве споредуваат со прв роман со Екзипери и со Коларов. Со Коларов предпоставувам заради поетскиот стил и таа нежност на изразот. Тоа се комплименти. Меѓутоа морам да кажам дека лично сметам оти вашата врска на вашиот роман со Малиот принц на Екзипери е на едно површно ниво, во смисла дека сите предпоставувам дека се фаќаат само за баобабот, кој што е нели еден од пријателите на Акико пред да го запознае Марсело. И сметам дека баобабот можеби луѓето помислиле оти сте го ставиле како сте го фрлиле низ текстот како графчиња, како трошки што ќе дојдат до Екзипери. Јас не мислам така. Мислам дека вашиот роман подсетува на Малиот принц, односно има конекција со Малиот принц на едно многу подлабоко и посуштинско ниво. И дури не сум сигурна дека баобабот сте го ставиле за Екзипери, всушност не ни верувам дека сте го ставиле поради Екзипери, туку дека сте го ставиле во романот баобабот како пријател на Акико, заради неговата форма, заради превртеноста, бидејќи светот во кој што живее Акико е превртен. Баобабот знаеме дека е дрво кое што е превртено со крошната која што практично потсеќа на корењата и уште една многу битна работа што мислам дека ве
принудила или ви помогнала да се решите за баобабот е фактот што баобабот нема годови како другите дрвја, значи не може да му се одреди возраста, а тоа кореспондира со вашата нарација со ликот на Акико, која што исто така нема возраст. Како вие гледате на споредбите на вашиот толку успешен роман со Екзипери и со Коларов? Прво па тешко питање, одмах. Па не знам, мислим, пре него да напишем саму книгу, јас сам писал еден роман кој е натоплен неком, не знам како да кажем, тежином и баш е некако био тежак и за стварање, некако ме изморио и онда кога сам кренуо да пишем Акико, мислим да на уму нисам имал ни Коларова, ни Екзиперија, веќе сам имал само ту неку преко потребну опуштеност. Значи, nije to ona opuštenost koja recimo dok se stvara poezija, to jest ne opuštenost, neka tenzija kad stvaramo poeziju, nego sam tad u tom periodu života, tih 7 dana, imao neku vrstu zena poetskog, ne znam kako da kažem. I ono što je vrlo interesantno jeste to da se roman zove Ja sam Akiko, a ja sam, pre pisanja toga, bukvalno prezirem reči i rečenice koje počinju sa ja sam. Ali kad sam krenuo da ponavljam to ja sam Akiko, zvučalo je kao neki refren i možda bi bilo lepo to da smo istražili pre razgovora koliko puta se ponavlja ja sam Akiko i meni je to zvučalo dosta pevljivo i lepo. Tako da, što se tiče Kolarova i Egziperija, Baobab je slučajno upao u čitavu priču. Dok sam pisao roman, do mene je stigla informacija, neka zanimljivost iskočila na feedu, upravo to o čemu si i pričala, da je izokrenut na moje gore i onda sam ja to odmah povezao sa Kiko, plus ta čudesna informacija da nema godove, meni je bila wow, kao ok, to ide. Tako da ni na kraj pameti mi Egziperi nije bio. Jedina korelacija i povezano sa Egziperijem možda, mislim, ponovo se, nekako mi je čak i neprijatno čim se pravi ta paralela, možda je to što smo ja i on doživjeli saobraćajnu nesreću, tako da to je jedino to je vanknjiževen fakt. Da, vanknjiževni fakt, tako da eto, u suštini ukratko na to pitanje. A ovo što kažete во врска со насловот Јас сум Акико, да, не знаеме точно колку пати е, меѓутоа функционира како извесен рефрен во самиот роман. И оно што е многу возбудливо во вашата организација на нарацијата, има една игра детска што се игра, нели, дете кажува проста фраза, па наредното дете ја надополнува истата плюс еден збор, па наредното дете уште еден збор и таа игра на дополнување во круг со деца почнува Јас сум Акико, имам пегички, јас сум Акико, мирисам на стара хартија, јас сум Акико, и тој принцип на таа игра е спроведен од почетокот до крајот на романот. Значи сосем разбирам кога ти кажете Јас сум Акико, дека автоиронија почнувате со јас. Тоа е одлично вкомпонирано внатре и така и го доживувам како автоиронично. Во вашиот роман наратолошки е многу возбудливо што имате 4 гласа во романот, меѓутоа сите гласови во вашиот роман се јас гласови, значи 4 зборуваат во јас. Романот почнува многу духовито со една точка, тоа е гласот на авторот. Тоа е мало кусо обраќање и во најголемиот дел од романот, вториот глас е всушност гласот на Акико, на главниот лик, која што исто така раскажува во јас раскажување. Јас раскажувањето е многу сугестивно раскажување и раскажување кое што е многу тешко за работа. И ако имате 4 гласа кои што сите раскажуваат во јас форма, наспроти удобството на раскажувањето во трето лице, на омнисцентно, каде што раскажувачот знае се, тоа е потешко и поделикатно за работа. Меѓутоа, во констелација на вашиот роман, кога секој раскажувач, раскажувајќи во јас, не ги знае работите до крај, ние како читатели имаме разбирање дека Акико не знае основни работи за својата мајка или не ни кажува, меѓутоа не раскажува во јас и не е обврзана да ни каже. Прашањето ми е дали додека пишувавте вие, дали бевте свесен и дали свесно одбравте да пишувате само во прво лице, бидејќи доколку пишувавте во трето лице,
Едноставно тој шарм и таа недореченост која што е многу типична во романот, се што е деликатна тема е недоречено. И тоа е многу убаво за фантазијата на читателот, за можноста за предпоставка и на малиот и на големиот читател. Меѓутоа тоа што ве прашувам точно, дали свесно пишувавте во прво лице и го избегнувавте третото лице како можно сезноено да раскажува? И едно клише прашање, ама се надам дека контекстот не ми е клишеизиран, дали сега после успехот на романот да се вратите наназад би промениле нешто и што точно? Аха, да. Па у суштини свесно сам приступио томе као ја сам, jer jednostavno krenulo iz mene to ja sam i samo se nadovezivalo dokle, do prvog kraja, pa drugog kraja, pa trećeg kraja. Због изборуваме за трите краја. Da, ali u suštini mislim da je to moje iskazivanje u prvom licu i to poetsko nekako najbliže meni kao autoru. Ne znam za dalje kako ću u stvari da pišem, ali u suštini mislim da to potiče još iz detinjstva i od samog početka mog stvaranja, gde su sve te lirske ispovesti, te prve pesmice moje, koje su bile i patetične i svakakve i onakve, ja sam tako i počeo u suštini da pišem, mnogo i pre nego da krenem da čitam čitavu literaturu, jer tu negde oko 3. 4. razreda je meni život nekako potpuno nejasan bio, i kao da sam u tom periodu imao, ne znam, 100 godina odjednom. Imam sa jedne strane drugare, igramo fudbal i onda dođem kući i to je sasvim neki potpuno novi dramatičan svet. I onda je književnost od prvog tog trenutka meni bila, kako da kažem, alat za izražavanje onoga što je u meni. Tako da sam ja otad krenuo i verovatno je Kiko samo zbog toga i nastavio da se piše u tom prvom licu. I onda Kiko u stvari povratak nekakav moj u osnovnu školu, u detinjstvo, i eto, pitanje je bilo šta bih promenio u romanu, a u stvari moj odgovor je da u romanu u stvari iskazujem šta bih promenio da sam sad na mestu u školskoj klupi, recimo. Тоа е придвижување на времето. Да, тоа придвижување на времето, кое што автоматски и поништување на времето, ама и лизгање низ времето, и тоа се гледа точно во вашиот. Да, и онда мислам да е мањак и минус овог романа, ali možda i podjednako i plus to što je oslobođen tereta nekakve istorije ili smeštenosti u neki prostor. To je bilo nešto što je prvo što sam kao otpisao, znači smeštam roman da nekako lebdi. I ono što je, skoro sam baš o tome razmišljao, kada sam stvarao roman, nisam imao ovo što sad imam, svoju radnu sobu gde tu stvaram, nego sam i kao sam autor bio neko ko lebdi. Jer verovatno su to sve neki spoljni uticaji koji otiču kako će taj roman da izgleda. Апсолутно, па нарацијата е одраз на многу сложени доживувања и техники во самиот автор. Значи, нарацијата во прво лице точно е ситуирана сега во вашето објаснување, на ист начин е ситуирано како што е во текстот и е сосема разбирливо и среќа што така се раскажувале, бидејќи недореченоста што ја имате и што е едно многу битно оружје на вашиот роман, би било ограничена со сезнојно раскажување. Вообичаено во книгите за деца, не е некој стереотип, меѓутоа во секој случај, книгите за деца е многу битно визуелно како изгледаат и непишано правило е романите за деца, сликовниците, дури за поголеми деца романите, да бидат со илустрации. Сакам полека да се приближам кон она што го сметам за исклучително важно и можеби малку коментирано во вашиот роман, ама за мене едно од најважните аспекти. Значи, вашиот роман нема илустрации накрај. Има само текст. Меѓутоа има таква една фасцинантна, би рекла, употреба на типографија и на други графички средства, на едни аполинеровски атипични калиграми од времето на Аполинер од почетокот на 19 век, кои што не се кај вас направени во форма на зборовите кои што се како што е нивната семантика, меѓутоа имате типографија, значи одделни реченици се напишани со огромен фонт, ако целиот е 10 точки или 12, ова е 20 точки, тоа се внимателно избрани реченици, тоа не само што ги надоместува илустрациите, туку функционира и како наративно средство. Тоа е едниот аспект со типографијата.
и надоместот на илустрации, а вториот аспект, оно што го нарекувам како аполинеровски атипични калиграми, првенствено мислам имате прецртани зборови и зборови кои се отпечатени побледо од нормалниот слог, и тоа кореспондира со семантиката на зборот, на оно што го означува. Значи, како што спомените, бледеат во нарацијата во која се случуваат, така и зборовите бледеат што се поврзани со тие асоциации. Овие визуелни средства комплетно ги надоместуваат илустрациите, односно даваат една шареноликост внатре, визуелно, меѓутоа и користењето во наративни средства, со наративна цел на типографијата и на атипичните калиграми е нешто тотално необично, ретко и многу високо творечки артикулирано кај вас. Ако кон ова ги додадеме и фуснотите, значи добиваме еден пристап раскажувачки, кој што визуелните средства ги искористува и за нарација. Фуснотите не се вообичаени за романи, за убаво писмо, за белетристика, уште помалку за книги за деца. Меѓутоа, кај вас има многу фусноти. Фуснотите не се тоа што се во научен текст. Тие некогаш се спунеризми, некогаш се игри на зборовите, некогаш се некои смешни упатства, некогаш се коментари дополнителни или вака метафорично да се изразам, се некаков подрум на текстот. Нешто што сакате да го раскажете од друга позиција и таквата употреба на фусноти не дека не сме виделе некаде, меѓутоа во детските книги е многу необична. Како дојдовте на идеја за типографија како наративно средство? Не сакавте илустрации или сакавте само да раскажувате така? И зошто и од каде фусноти? Дали како стратегија го правевте тоа? Да, па у суштини кад смо причали, то се сеќам делиќа тог разговора со уредником Зораном Пеневским, мислам да тоа да, и из Лагуне баш е био некако како да кажем топао тај комплимент, jer je on rekao da nije potrebno da knjiga ima ilustracije zato što je sam tekst slikovit. I plus to što se ja i sam igram svim tim. U knjizi otac od Akiko ne voli ramove i onda su sve slike bez ramova kao žele da se razliju. E sad, kako bih možda napravio tu neku paralelu, jedini ram u suštini koji ja kao autor volim, to je taj ram koji imam u Word dokumentu dok pišem. I to je neka vrsta mog igrališta. I plus je zanimljivo igralište zbog toga što sam difovac i što se bavim sportom, pa je to bukvalno moje igralište. E sad, da li su možda podbeleške i fusnote ponovo neka težnja mene da napustim i taj okvir? Možda je to jedan od odgovora. A što se tiče ostalih, to što slova blede ili su precrtana, mislim da su to sve alati koje nam Word daje. I mislim da su to sve lepe stvari koje ja gledam kako i na koji način da iskoristim. Да, ама заднински, некако наративно средство, него техничкито дека пишуваме го користиме тоа. А вие од техничкото го ставате и во самиот роман и тоа е многу возбудливо. Да, као некаква супер моќ коју може да има текст. Ја на тај начин гледам. И тоа е супер оружје у ствари за сваког автора, затоа што мислим да ми сами ljudi, ne samo ljudi koji pišu, nego ljudi koji postoje i žive, svi mi imamo tu neku podsvest i 1001 asocijaciju. Mislim da sam ja vremenom mnogo zašao u tu asocijativnost i isto imam to i sad problem dok pričamo. Na svaku tvoju reč ja imam 1001 asocijaciju, tako i dok pišem isto. Tako da su podbeleške i fusnote u stvari predivan način da se iskažeš, како да кажем. Значи тоа е дигресија раскажувачка да се направи на повеќе нивоа, нели како моментална асоциација. Паралелно раскажување можеби како од подрум, можеби како од дно, можеби само од некоја страна, како што вие велите, нешто што ни доаѓа во моментот. А кажете ми, дали типографијата ја решивте, фуснотите веројатно при пишувањето сте ги, при создавањето на романот, во таа една недела што ја велите, дека тоа сте ги решиле фуснотите, верувам дека било така. А дали типографијата ја имавте како представа додека го пишувавте романот или дури кога го подготвувавте за печат, ви се појави како нужност типографското одредување, големината на буквите? Дали отпосле го смисливте тоа? Тоа е било полу у суштини.
Polu je odrađeno sa prelomom koji su radili ljudi iz Lagune, a polu su te moje igre. Bukvalno smo se samo nadovezali jedni na drugi. Kada slova blede, kada se precrtavaju i onda to mislim da je super kombinacija na kraju ispala. Ja sam stvarno prezadovoljan i stvarno su, mislim, evo i sad nekako sam uzbuđen kad svaki put uzmem tekst u ruke, šta je sledeće, šta mogu da lata iz Word dokumenta da iskoristim da bih mogao da tu svoju misao iskažem. Meni je jako krivo što ne znam da crtam i da slikam. To bi tek moglo da bude još, da kažem, luđe u pozitivnom smislu mene kao autora. Da ne moram da zapišem... Ама цртате одлично со зборови, така што не знам. Да, ово би било... Да надоместувате тоа. Веći level. Да. Tako da i sad u ovom novom romanu koji trenutno stvaramo u rukopisu i on isto ima, ali sad nekako idem podtekstno, kako da kažem. Znači, bukvalno dve paralelno priče, da to što pišem trenutno o nekom kraljevstvu i o nekoj devojčici, da fusnote budu reference i moje neko samo istraživanje otkuda sad ta pomisla da dođe tu. Значи не било инцидентно овој интерес кон фуснотите и кон таков тип раскажување на нивоа од Акико, не е нешто што инцидентно сте го направиле во тој роман, туку нешто што наративно и наратолошки ве интересира и што го развивате понатаму. Да, мислим и кој читал Ватиле Мелутки сам зна да и у тој книзи и те како има тих играрија. Тоа е вашата прва книга. Објавена пред Акико. И ја мислам да скроз супротно управо сам ишо тога. Некако ме та форма и мислам да у книжевности не треба да постои, да се држимо од свих тих форми, да имамо поделено сад ту, него едноставно може да иде и да таласа текст. Од хумора Еве, ме оддалечувате од моето планирано прашање наредно, меѓутоа мислам дека е момент да ве прашам. Дали мислите дека книжевната наобразба, оти со книжевна едукација писателите, може да ги симулираат овие нивоа на нарација, па како раскажуваат во прво, во трето лице? Дали сметате дека, каков е соодносот, како гледате на соодносот помеѓу книжевна едукација и само дарба? Дали по осет ги правите овие работи, како што велите, а без план? Нели, раскажувањето во прво лице, многу интересно ми го објаснивте, меѓутоа тоа не е со книжевни средства објаснето, значи не преку книжевна едукација. Како гледате на тоа? Дали на пишувањето му е потребна книжевна едукација или му е потребна само дарбата и јасната идеја, или во спојот? Или како гледате на книжевна едукација како помагало при пишување? Потребна е или е непотребна? Што му прави на талентот? Да сам се водио тиме да е потребна, веројатно бих ја уписал факултет кој е везан за книжевност. Значи без друго не е неопходна. Да, тако да сам мислио да као да сам у неком баблу и у неком мехуру ставио ту книжевност да ја заштитим од свих утицаја кои би били негативни на њу. А мислим да би било негативно то да одем на факултет и да кажу читај то, или пиши овако, или пиши онако. Зато што сматра да е писање буквално то неко лебдење на ćelimo где е потребно да имате некако слободу у потпуности. Слобода. И оно што е интересантно јесте да е све супротно, у книжевности е све супротно односу на стварност. Барем ја тако гледам. Ако у стварност... И во односта на правилата, доколку ги следите правилата, пишувате полошо. Ако не ги следите правилата, што ги знаете, пишувате подобро. Малку ја разводнивме темата, меѓутоа како и да е, значи сакате слобода при пишување, не ви гарантира дека ќе имате слобода тоа што немате или имате книжевна едукација, повеќе и личен став, меѓутоа ве разбирам, значи спонтаноста, искреноста, дарбата е тоа што... Игра и тоа што сам рекол, значи, супротност у односу на то, jer као избегавамо клопке кои упадамо свакодневно, а не стижу чим отворимо ујутру очи, хтели ми то или не, док у книжевности с намером падамо у ту замку. И таа замка е уствари велики изазов за автора. Мислам да то у веćini случаева. И како сад ја ту да дам свој допринос, како да будем у суштини луѓи и шашави од деце кои ќе тоа да читају или луѓи кои ќе тоа да читају. Па ви успеало, не само деца, но може да читате и одрасните. Тоа ме уствари некако вози и води дале. Да.
kako biti šašavi, kako biti što neočekivaniji, kako da kažem. A onda sad kad smo se uhvatio crtanih filmova, scenarija i svega toga, i kada sam zašao malo upravo što pričamo o tome da li je potrebno neko navođenje, postoje knjige koje su upravo namenjene rediteljima, scenaristima i piscima, kako bi trebalo jedna priča da izgleda i koje sve tokove treba da prođe da bi imala efekat na gledalca. Tako da postoji te stvari, ja nisam izbegao to i čitam, tako da ne mogu da kažem da je samo sloboda, nego svakako želim da se nadogradim i vidim, tako da je vrlo interesantno to. I to i mešanje sa psihologijom. To isto mislim da je vrlo, vrlo bitna stavka, tako da tu moja sestra koja se bavi psihologijom mi dosta potiče, tako da kad smo već kod Akiko, neki light motiv ili nekakvo nešto što lebdi nad njom jeste priča o susretu. Ne samo priča o usamljenosti, nego priča o susretu Akiko i Marcela. I o prepoznavanju. Среќавање и препознавање, да. Випат извонреда смисла за карактеризација минимално редуцирана на ликовите. Тоа не зборувавме за такви детали, едни филигрански аспекти на карактеризација. Јас лично сум одушевена од деликатната карактеризација на Марсело. Марсело е пријател што го наоѓа Акико кон крајот, они се компатибилни во некоја душевна болка. Меѓутоа, вие го воведовте Марсело како дете со интерес за летички чинии. Тоа е наведување на погрешен пат на читателот во симпатична смисла, бидејќи Марсело е дете, всушност, кој ќе промисли читател, тоа е дете кое што живее во некакво си семејно насилство, бидејќи неговата страст за летички чинии всушност доаѓа од чиниите кои што буквално летаат во неговиот дом, мајката и таткото се маваат со чинии. Тоа такво пакување на лик во кој што деликатното, она психосоцијално што го кажуваме, така спакувано со шарм, дека станува збор за дете што се интересира некое за возови, Акико нели за хартиени бродови кога е во авиони, за хартиени авиони кога е во брод, и целата таа игра со летички чинии на Марсело е нешто што е врв и кулминација, сметам, во вашиот роман, во маестралното минимално карактеризирање на ликовите. И мислам дека тоа е фантастично изведено со Марсело. И Марсело, на крај, еден од можните краеви, бидејќи рековме вашиот роман има 3 краја, еден од можните краја би бил тој со зборувањето на Марсело во јас форма, каде што самиот се представува, каде што го објаснува тоа што мене лично ме фасцинира со внесувањето на летичките чинии, всушност семејното насилство. И потоа зборува, има една песна, каде што прототипот за Акико сме ве слушале, тоа е јапонка, масерка на плажа која што се ја запознале, која има песна за неа, и последниот, тоа е вториот крај, и третиот крај во кој што гласот на авторот и гласот на прототипот на Акико исто зборуваат. Вашиот роман може да заврши веднаш после Марсело и да не му фали ништо, после првиот крај. Може да заврши после песната за прототипот на Акико, за масерката јапонка, која што не сте ја запознале никогаш, меѓутоа сте го пресоздале светот, затоа што нема да ја запознаете, нели? И завршува всушност да се определиле за третиот крај. Прочитав разни рецензии српски, кои што се речиси сите афирмативни, ова е одличен, нели, роман, меѓутоа некаде прочитав дека можеби требало да се заврши после првиот, после вториот крај, бидејќи некако непишано правило е во детски романи, освен да бидат илустрирани, да имаат и отворени краеви, за да може фантазијата на читателот да се разбори. Мислам дека вие фантазијата ја поместувате нанапред, ни самиот роман, тоа што е недоречен, па може дете да предпоставува, односно читател, а крајот го затворете дури 3 пати и лично сметам дека тоа е одлично. Една инверзна постапка, отворено се оставате внатре, а крајот каде што сите очекуваме да биде отворен, вие го заклучувате и тоа 3 пати според традицијата народна, значи не еднаш, не 2 пати, 3 пати. Или според изреката за која што и пишува во еден текст за вас, значи 3 пати мери, една сечи, а кај вас е 3 пати заврши, една спочни. Зошто завршивте 3 пати? Мене тоа многу ми се допаѓа. Зошто го заклучивте романот на крајот? Па тоа е, мисля се тоа зове баш у книжевности роман тока свести. И све време сад, док причаш о томе, видим Секиру Кавкину, која каже да е
književnost u stvari to more, Mrazot naš, što zaleđeno bi more u nama. Da. Tako da sam ja koristio tu možda Kafkinu sekiru da kad mislim da treba da je iskoristim. Iskoristio sam je 3 puta i kad se pojavio Marcelo upravo to je bilo ostvarenje tog mog prvog cilja da to priča o susretu, a treći, posljednji deo koji je može i ne mora da se koristi jeste to neko opravdanje zbog čega je knjiga nastala. To jest ne opravdanje, nego ukratko objašnjenje otkuda potiče to. Tako da, и поврзување со почетокот, со гласот на авторот на почетокот со точката. Да, и onda tu tek vidimo da je 3 puta izokrenuta knjiga. Znači prvo je u suštini nastalo to što je na kraju romana. Ta pesma o ovoj sa plaže. Tako da, interesantno je, ne znam da li to kao fakt i činjenicu i zanimljivost da navedemo, Milena Ilišević koja je radila lekturu za Akiko mi se javila, on živio u Australiji i onda mi se javila, kaže, ne znaš Štefane, u mojoj firmi gde radim postoji jedna Akiko. I ja sam rekao, ja hoću da nosim knjigu da se slika s njom. I to je bilo super, stiže meni knjiga, Japanka Akiko sa Akiko i kaže, znaš kako se zove, njen muž zove se Marcelo. I meni je to bilo nevjerovatno, da sedim ovde na jugu Srbije, u malom mestu i pišeš, a to negde, eto, već... Тоа се тие синхроницитети на Јунг и на други во книжевноста и тоа е навистина возбуда, да. Да, тоа мислим да су и синхроницитети баш и велика преокупација моја. Само да треба... И тоа се гледа. И тоа се гледа, бидејќи романот ви е превртен на макрониво и на микрониво. И јас објаснував и за тој мундус инверсус или перверсус, што го има кај вас во книгата. Целиот свет на Акико е превртен, меѓутоа тоа е на макроплан. На микроплан имате едни 2 диви свињи, кои што фаќаат еден ловец и му ставаат јаболко во устата, и други примери како гулаби хранат пензионери во клупата. Сакам да кажам и матрицата на превртен свет што ја имате на макроплан во целиот роман за Акико, ја имате уште еднаш како филигрански детаљчиња направено со конкретни сцени. И многу ми се допаднаа сцените со тие се познати сцени, познати практики во историја на книжевноста, меѓутоа во наспроти макропланот кој ќе ги ставите микро како мали сцени, истото да го потврдите превртеноста, повторно е на некој начин спојување на синхроницитетите, ова што зборуваме всушност. Да. И мислам да у суштини тој не е лик када ако причамо о тој сцени со свињама, тоа е као нека врста отелотворења интуиције тог човека кој се јави. Затоа што мислим цел роман е интуитиван, а у книзи интуиција управо у тој сцени, где он се појављува и каже ти ќеш да сретнеш неког, али не знаш кога. Да, тоа е навестување на Марсело, нели? Тоа е навестување, бидејќи Акико да им помогнеме на луѓето што не, значи на слушателите што не го знаат романот, значи Акико му помага на човекот да го ослободат дивите свињи и тој се заблагодарува и вели вие наскоро ќе запознаете некого. И тоа е антиципација на Марсело, што е исто фино врзана наративно, да. Тоа супер ви изведено, да. И мислам да та нека неочекиваност у суштини е veoma bitna. Akiko recimo krade mandarine i prva pomisao, ok, ona je zla devojčica, ali kada vidimo da ih pakuje u novinsku hartiju i onda ih poklanja prosjecima, meni je taj neki segment i uhvatile me lutke, u suštini imam jednu pesmu koja je upravo vezana s to. Radite ljudima iza leđa, ali dobre stvari. Tako da, sem što smo do sad sve ovo spomenuli, mislim da je jedna od bitnih činjenica koju knjiga ima jeste empatija, i možda i zbog toga toliki broj ljudi sad i voli i hrli ka Akiko upravo zbog toga jer ta empatija nekako nam je manjak, svima manjka. Многу работи обединети во едно, затоа веројатно меѓу другото има и толкова успех романот. И сега едно вообичаено прашање, после вакви успешни книги, романи, филмки излезе, представа ќе излезе, тиражите се огромни, тоа е еден доказ дека и во помалите јазични средини се големи успеси книжевни, доказ дека тоа може да се случи во Србија, во Македонија и така натаму. Ме интересира дали размислувате за можен продолжеток, бидејќи тоа не е непознато, кога добро ќе помине еден роман, па потоа еве го исклучувам и не го спомнувам Хари Потер, меѓутоа ќе ја спомнам Мери Попинс. Дури Памела Траверс, која што не сакала воопшто да го продолжува романот за Мери Попинс,
под притисок на неговиот успех, на славата, на Волт Дизни и воопшто на читателите, напишала дури 7 продолженија, што нашите читатели не ни знаат. Во Македонија само првата Мери Попинс е објавена, а колку што знам во Србија има 3. Значи само продолжетоци, а постојат 7 на Мери Попинс. Дали планирате нешто и што да правите со Акико? Дали некој спин-оф? Спин-оф е главно со ликовите. Може би ќе правите некој атипичен спин-оф само со просторот. Веќе алудирам на вашиот нареден роман што е излезен од печат, на Капутот од Мов, кој што на почетокот кажете што има во врска, дали има некаква врска со Акико или мене само ми се чини? Не чини, има тој мали пец, како да кажемо. Ако е Акико прича о томе, мислим, и то не смо споменали, мислим да е утопија, као што и Капут од Маховина е нека врста утопија. Рецимо, у Акико, после да се врати, сад прави мало веќе дигресија. У Акико имамо рупу у Баобабу која исцелјуе срце на 4 точка. Мислам, тоа би било предивно да постои где можемо само да одемо, да имамо тоа некој пријател или у метафори кога год где можемо да се исцелимо и да наставимо дале. А у стварности е мимо книжевности све супротно и онда морамо сами тиме да се боримо. А што се тиче тих спинова и Капут од Маховине има тоа, тај делич где мало, пошто Акико никада не е отишao на поткровље. Романот Капут од Мов почнува со качување на поткровље, точно. Да, така тоа и препознав, да. Ко пажливо ја читал книгу, он зна да е тај дел и сегмент откривен. И оно што е добар, и у Акико су све поетски слики кои су набацане, така да сад и мурал, нисмо споменали мурал, пијаниста одрадио велики мурал у Београду и ево сад ове 2 позоришне представи и цртани филм на коjem радимо дају широку и огромну могуćност да се то само надограđuje. И мени е вероватно и не размишлям о том наставку управо због тога јер још те слики кои сам дао нису разраđene до краја. Ве разбирам, вие уште работите со Акико и не знаете дали доправа ќе работите конкретно со Акико, бидејќи тоа се проширува. Меѓутоа спин-офот или провлекување на нешто што го има во Акико, еве сепак јас го препознав и во наредниот роман. За да го привршиме разговорот кон крај, еве јас да ви посакам нешто. Значи, наградата на Забавник е многу значајна не само за книжевноста во Србија, туку и регионално, тоа е стара угледна награда. Јас ви посакувам еве да ја добиете повтор пат. И тоа не го кажувам само како штос некаков, туку навистина како моја желба, бидејќи во историјата на наградата на Политикин Забавник, која што е нели важна за целиот регион, се доделува од 79-та година, има двајца автори кои што ја добиле по 2 пати, тоа се Дејан Алексич и Коларов. Па зошто не и Тичми, еве мојата желба за вас е да добиете уште еднаш таква значајна награда. Кажете ми на крај, дали сакавте да одговорите, да им кажете нешто на македонските читатели, нешто што јас пропуштив да ве прашам? Па ево мене стигла из ваши издавачки куќе книга, имам ја. Ево ја, и кај мене, еве и српската, еве и македонската. Ја бих сад, мада имам трему, да мало покушам да прочитам и на македонском дел из. О, супер! Јас сум Акико и сакам лексикони, се плашам од птици, се плашам да зборувам за својот претходен живот, за своите прапочетцои, за полињата. Ке се изненадите, ке га ви кажам од каде на вистина доагам, ако воопшто се осмелам да ви откријам. Акико, да се вика во рикверц, ке се вика Окика. Боја на очите нешто како прегорено млеко, само посвежо. Број на челвите А4. Омилена храна, она што е ке ми е приготви тато, значи без кромид и со многу љубов. Омилен филм, црно-бел, ке ga замижам, се гледам себе си како стрип, се времувам и крај. Најдобар другар, Пешкер. Омилен сликар, онај кој му верувам, омилен поет, онај кој му верувам, омилен пријател, онај кој му верувам. Тоа е така би било по истиот редослед во лексиконот. И се би било во ред и со сликарите, и со поетите, и со пријателите.
О, прекрасно, ви благодарам. Еве да ви возвратам на вашиот прекрасен македонски. Хвала вам најлепше, било ми е веома драго и ви посакувам многу успех и со наредните книги и се надевам дека ќе можете да дојдете во Македонија наскоро и за во живо. Поздрав. Благодарам, Стефан.